Драги мои овнови, добре дојдовте на мојата страница. За вас, драги мои овнови, љубовна енергија, октомври месец 2025 година. Па хајде да видиме што сакаат картите да ви порачаат за овој цел октомври месец. Да започнеме со исчитување на тарот картите и да видиме што сакаат да ни порачаат како ваша енергија. Хајде да видиме љубов и љубовна енергија за месец октомври. Драги мои овнови, со знак и подзнак. Хајде да видиме. Ја добивте картата на змија. Таа е една интуитивна енергија, каде што и вие влегувате во интуитивна енергија, која што ќе треба да превземе акција и да биде во енергија запазување од мешање трети персони. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека и доаѓа до сознание за нова љубов. Во вашиот сегментен живот влегува нова љубов, каде што и ќе треба да превземете акција, да се распрашате и да влезете во ваша консеквенца, енергија каде што ќе треба да метаморфозирате и да бидете во ваша енергија. Енергија змија е можност за трета персона или пак персони кои што ќе бидат мешани во вашата нова љубовна романса или пак нова љубовна врска, која што тарот картите ви ја најавуваат за вас. Да бидете во предпазливост, да не говорите премногу на далечина и да не се слуша од ваша уста кон етерот, да внимавате како ги изговарате зборовите и што пренесувате на ваши пријатели, пријателки кои што и не се така едноставни. Енергија каде што и подолго време за некој од вас ќе значи дека сте биле во изолација и во иселување на ваша мокност во донесување одлука за љубовно дешавање понатаму во вашиот сегментен живот, каде што и универзумот ви најавува за многу скоро време ќе пристигне една нова љубовна романса која што ќе биде во енергија да доаѓа наскоро и ќе превземе емотивност. Ајде да видиме тарот картите што ќе кажат за ова исчитување, љубовно дешавање. Правда. Сонце. Во вашиот сегментен живот се случуваат генерални, огромни промени, каде што по Божја правда или пак универзумска правда за вас доаѓа едно огромно сонце, сонце на виталност и енергичност, каде што и ќе осознаете за нека ваша наредна љубовна енергија која е во принцип да се исполни и да влезете во нова романса. Кралот на куповите, енергија каде што е
од значење, ова е водена енергија, која што ќе превземе добри одлуки, можеби ќе имате и вашата нова љубовна врска ќе биде во енергија крал на куповите, енергија каде што е таткова фигура која што носи битни и важни одлуки со емоции, емотивна енергија, каде што и претходно тарот картите ви најавија нова романтична врска која што ќе биде во вашиот сектор виталност, по Божја промисла и универзумска правда за вас, драги мои овнови, со знак и поднак, тарот картите ме најавуваат нова љубовна романса со знак рак или пак риба, која што вели кралот на куповите. Енергија која што буди многу чувства, многу љубов, многу енергичност, енергија која што за вас ви доаѓа како една стрекна околност по бурни и не секојдневни работи кои што ви биле во изминатиот период. Енергија тркалото на судбината или пак на среќата се врти за вас и тоа создава една огромна промена која што влегува во сегментниот љубовен живот. Вашата срчана чакра се отвара и ќе прими една нова љубовна енергија која што кралот на куповите ќе ви ја дари за вас. Енергија која што ќе биде во реципроцитет, енергија која што ќе ве научи да давате и примате емоции како што исте се залагале во минатиот период. Сонцето е најубавата енергија која што ги дава тарот картите. Енергија на виталност, енергија на плодност, енергија на сето она што сте го манифестирале во претходниот период. Универзумот како правда, како ваша енергија за правда и праведни одлуки кои што сте ги донеле во изминатиот период, што сте ги исцелиле, енергија во претходниот период кој што сте ја затвориле како не секојдневна, како една невозбудлива енергија, енергија на стоицизам, енергија на непокретност. Универзумот ви испорачува да се радувате и да превземете огромна љубовна енергија која што тарот картите ви ја најавуваат, а тоа е нова, за најскоро време, нова љубовна романса, каде што и ќе откриете во кој дел и во кој смер ќе води. Енергија каде што кралот на куповите ќе се открие како промена во вашиот сегмент на живот, а тоа е некоја стрекна околност која што ќе биде за вас и вашата можност. Токму така, картите се потврдија наскоро, по божанско време и божански тајминг. Боженствените енергии се тука за вас, за да ви ги променат целосните сегментни делови од вашиот љубовен живот, а тоа ќе биде и една можност да се искачите на пијадесталот во љубовниот сегмент на живот и да добиете права персона која што исте мечтаеле, исте ја манифестирале за вас во изминатиот период, а токму во овој месец, во ова време, сега, месец октомври ви дава како една огромна можност да влезете во една убава љубовна романса или пак да отпочнете една нова љубовна емоција која што
ќе биде нова љубовна врска за вас со кралот на куповите. Тоа е водена енергија која што за вас во вашиот сегментен живот ќе донесе огромни значења. Енергија која што вели бидете во љубов. Ти ќе бидеш енергија љубов и ќе донесеш одлука за твоето срце да биде исцелено емотивно, да биде во енергија на спознавање љубов и примање љубов од кралот на куповите. Совет за вас, драги мои овнови. Космичко срце. Енергија дека имате огромно космичко срце и дека универзумот или пак космосот ве посакува и ве сака сите вас, ви порачува дека твоето или пак вашето срце е магнет за магични дешавања. Отворете се себе си, отворете го вашето срце за љубов и изобилство во љубов. Енергија која што октомври месец ви носи огромни промени на љубовен план и љубовна енергија. Се гледаме во наредно видео, драги мои овнови, и не заборавајте, љубовта е градиво кое што не се разградува, само гради можности за светла иднина. Поздрав!